I hate that sound. I dream about this sound. Рајан Хендриксон е пензиониран војник од зелена беретка, единица на специјалните сили на армијата на САД. Тој сега работи во Украина, помагајќи да се исчистат мините оставени на локалните полиња со повлекувањето на руските сили. Американскиот ветеран вели дека по 8 распоредувања во Авганистан се чувствувал принуден да направи хуманитарна работа за да ја помогне на Украина. Така тој е основал својата непрофитна група за деминирање, наречена одстранување на нагазна мина. Кога дојдов во Украина, почнав да слушам многу за деца кои се повредени и убиени од нагазни мини, касетни бомби, замки и слични работи. Навистина ми се врати болката и се што поминав и што видов. А ни што поминуваат овие деца? Главно се деца, затоа навистина го правам тоа. Тој вели дека мини се пронајдени на патишта и полиња, во станови, во кујнски кабинети, па дури и во кутии за играчки. Ние разбираме дека Украина е најконтаминираната земја во светот. Во овој момент имаме повеќе од 200.000 квадратни километри се уште непроверени и недеминирани. Зборуваме само за ослободените територии. Експертите велат дека 10 до 30% од руските гранати и мини никогаш не експлодирале, што ги прави ослободените територии на Украина исклучително опасни за цивилите. Уредите на мини најчесто пребаруваат касетни бомби и мини за патишта. Војниците и луѓето кои деминираат умираат цело време. Изгубивме тројца пред неколку дена, уште четворица пред 5 дена. Досега властите велат дека во Украина се исчистени стотици илјади мини. Но украинските власти велат дека процесот на деминирање ќе трае најмалку 7 години по завршувањето на војната. Значи, главниот приоритет за чистачите на мини, како Хендриксон, е да се уверат дека цивилите се безбедни. Се будам наутро, влегуваме во автомобилот за да одиме во Керсон, се поврзуваме со нашата единица. Тогаш се зависи од мисијата и од времето. Ако е потопло таму, бидејќи може да биде ладно или дожливо, можеме да копаме. И Соединетите Американски држави се обидуваат да помогнат. Стејт департментот одвои речиси $90 милиони за деминирање во Украина, вклучувајќи обука и модерна опрема. Во Украина има околу 200 бригади за деминирање, од кои секоја се состои од 5 лица. До почетокот на 2024 година, Украина се надева дека ќе го удвои овој број. Хендриксон не планира да престане да помага. Тој своето време го минува и во САД и во Украина, вркајќи се во Америка само за да собере средства за да купи повеќе опрема за деминирање, а потоа се враќа во Украина.